Ја рацете. Ова видео е од 2018 година, денот кога неофицијално срушив Гинисов рекорд. 1 час, 24 кг кетелбел, максимум повторување American Swing. Сега го пуштам видеото паралелно, uncut. Ќе го гледаме заедно. Ево, видео почиња директно од акција, ова е првата минута. Значи, тачно е 59 минути и 44 секунди. Знам дека тоаш приказната, иначе никако го немам гледано видео, сега прв пат го гледам и јас целосно, пошто сега тек го најдов од другарија на телефон, тоаш го имаше снимано, мислам дека е на кузна кој телефон снимано, iPhone 6-ка, 7-ца, не знам 2018 која беше. Поентата беше тогаш, знам си вежбав како и стално што вежбам у форма, меѓутоа не сум вежбал ништо по-сериозно да се спремам за нешто. И тогаш беше бутна тој Гинисов рекорд. Тоа е максимум повторување кетелбел American Swing, тоа е свинг со кетелбел од меѓу нозете до над глава со 24 кг максимум повторување за 1 час. И тоаш другаров ми се јавува са бајле нешто ми вика, што мисли, пошто имам позадина, како што знаете, со кетелбел, со функционален фитнес премногу. Меѓутоа, тоаш не вежбав така, само се одржавав, нешто како и се. И ми вика, што мислиш за рекордов? И ја на шала тоаш, викам, ништо, смешки. Смешки. И почиња тука од сабајлето да еволуира цела приказна. Поан се јави уште неколку луѓе што вежбаа сериозно и сите викаат како стил не е заебанција тоа. И сега после па ми се јавува, правиме муавет. Ја му викам, не дека е лесно, далеку од лесно, му викам, ама техника е, мислам дека не се многу повторувања. Не дека сум јас спремен, викам, у моментов да го правам, не сум, ама мислам дека не е толку многу захтевно за толку драма. И окей, тера целиот ден проаѓа, ја ни јаден, ни ништо, тоаш имав и фитнес хаус, ресторанов, цел ден со луѓе, навака натака преморен и доаѓа вечерта 7. И па ми се јавува и сега правиме муавет, он се јавил уште неколку луѓе, пошто поентава со кетелбел свинг овде има многу техника, многу е тешко, не е уопште лесно, меѓутоа е балистичко движење кај што треба да имаш многу искуство со кетелбел лифтинг. Ја со тоа време претходно имав многу вежбано, значи и со руси семинари за кетелбел, све можно, и олимписко дигање, и кетелбел, све од тој дел и точно знаев како иде и што иде комплетно. И ми вика, окей, вика, се јаев на повеќе луѓе што се многу спремни, што за мене у тоа време биле исто така многу спремни, вика, шанса нема, многу издржливост треба, многу 1 сат, 24 кила. Ја му викам, да, така, ама не мислам дека е толку многу захтевно. И окей, тера, и прика више 8 сат дојде нешто така вечерта. И мене, не знам што ми текна, нема вежбано ден, ама немав неја. Му викам, слушај, ајте собирам, идеме да испијам некој кафе, пошто сега ако јадам ќе ми биде тешко, ќе се исповратам, викам, идеме у Фитнес револуција, тогаш и во Фитнес револуција вежбав, уште го државме со Огнан. Тоест ја мислам дека и бев искочен, он си го тераше, меѓутоа знаевме таму нека да идеме да вежбаме, не вежбав уште дома сам. Му викам, зијам опрема, те зијам, ама му викам вака, ќе пробам 10 минути, пошто ова е 1 сат. Ако издржам 10 минути со тоа темпо што мислам, ќе знам како се осеќам. Ако успеам, ќе истерам до кај 20 до 30 минути, ќе ти кажам реално мислење. Значи, муаветов тука не е ни ја дидам да пробам да го правам. Ја не ни бев ни психички спремен за тоа. Само му викам за реално да ти кажам слика, да не преме празни муавети. Дали е тешко и изводливо или што значи све тоа. И окей, го собирам, идеме и сега, тоаш ја ни снимање, ни ништо појма нема од тоа, и он става телефон да се снима. И ја почињам и сега викам, цел ден зборам вака така. Едно друго се силиш и уште сега те снимаат, викам нема брукање, тоа е. И
па не кев да го правам цело, ама викам да видам чисто. И кога видов, више тука си оставив мајнцата, отидам ја, викам да видам, ама кога се снима, кога се прави, идам бар да го истерам до крај. И како се вика, идеме, почињам ја, тука и кофеин, и 300 чуда, све, ништо не сум ни спреman, само магнезиум имам за раце, ни бандажирани, ништо, не знам ни шо ме чека реално, не сум правил никад 1 сат максимум повторување со 24 кила, што уопште не е малце. И почињам ја, он снима, ми ги брои и си земал лист, пенкало, камера, све се спремил кога да бутаме Гинисов рекорд. И ме душа толку сега притисок, тензија ми се напре, сикам, нема брукање сега, тоа е, збориш, ќе правиш. И почињам да правам, 10 минути правам ова, не знам, сега сме више негде на 5-та минута. Знам дека дали на 10-та, на 13-та, почнав уствари, ја му викам вака, ова е endurance event, значи овде мора да ги дозираш повторувањата, да знаеш колку правиш у минута. Знам дека рекордот беше околу 800 нешто, 850 мислам. Јас тука имам направено, ќе видам на крај, сега немам сликава тука, ќе објавам дополнително, мислам дека околу 970 или 940, не знам колку направив точно, ама све е запишано и може и да ги броите, затоа го ставам анкат видео, почна од првиот сет, одма директно. На 10 или 13 минута беше, тоа мислам дека сега сме на 6-та. Толку ми стана тешко и да ми се повраќа, да мислам срцето ќе оплукнам, си викам готово, јас шанса нема да издржам, ама си викам не може сега да се снима ја 10 минути и да се откажам, нема откажување. А поентата на све ова, пошто тоа го знаев и пред да почнам, е мора да си направиш систем по колку повторување ќе правиш у минута и колку ќе одмараш и да го фајтеш интензитетот на некој начин како маратон да трчаш, само што дигаш тегови. Филозофијата е таа на endurance event. И сега ја правев уствари го ставив тајмерот, тука ја ставам тајмерот 60 серии по минута, значи да ми одбројува на секоја минута. И ја почнав уште многу јако по 20 у минута. Првиве до 12 или 13 минута правам по 20 повторувања у минута, што тоа е ненормално многу. Ја немав ни осет колку може да биде тешко или како да правам дозирањето, пошто никад не имав правено такво нешто. И плюс не сум ни толку физички спреман тука, уопште. Мислам, си вежбав скроз лабаво, онака некој functional bodybuilding фазону што тоа што практикував, ама ништо интензивно. Знам дека тука сега, буквално, ова е сега 7 минута, 7:30, ова е 8 серија. Таков прак ќе ми се деси на 10 или 13 минута, што буквално ми еше срцето да оплукнам. Не можев готово, ќе да ти се повраќа од што си го дигнал интензитетот. Ама си викам, нема откажување, тоа е сега, се снима, него сум го викнал, број тука запишува, листови, пенкала, све можно, тоа е. И само полека, сега тука мислам дека се изслуша како ми збори, полека, кога ќе достигнам прагот, ги намалувам повторувањата. Знам дека ги намалив на 15, пошто 20 сватив тука дека е too much. Нема, шанса нема, пошто 20 ќе направиш. Да, ево го баш се вика. Тука ќе намалам на 15. И више почињаат да ми пукаат и рацете. Пошто немам ни бандажери, ни ништо. Мислам, не ни може за ова, се прави со магнезиум само и тоа е. Тука више почиња првиот тежок удар да ме добија. И знам дека кога преминав оваа граница, сега ги намалувам на по 15. И ќе цепам некое време по 15, па после полека ќе ги накачам на 16, па на 17 мислам. Да. Овде више се гледа дека таква бариера ми се дешава, што буквално мислам дека ова да сум бил сам и да не се снимало и да не било, немало да сум се откажал, пошто сум малце чукнат за овие работи, ама
Знам, до ден денес, значи ова е пред 8 години, као сега ми доаѓа чувството кој ти доаѓа и така е, мислам на сите ивенти и порано кога сум идел и кросфит надпревари кога сум имал и било што кога сум правил, кога го проаѓаш максимумот, ти се стигаш до еден праг кој е многу тешко да го пребродиш тој праг. И после кога ќе го пребродиш, немаш гајле, мислам дека. Тука ме фаќа криза, една многу сериозна, од таму 13-15 минута до кај 30-40. Али знам дека после 30-та минута толку свежина наеднаш ти добива и ти се дешава тој некој мајндсет свичка и што идеш да газиш, што мислам дека можев уште толку да правам. И само ми е криво, искрено тоа, чекај, сега баш ќе побарам да видам, мислам дека, не мислам, имам ставено слика, но ја немам туку компјутеров, у телефон ми е, колку точно имав направено. 930 ли беше или 970? Криво ми е што не направив 1000. Иако го бутнав Гинисовиот рекорд за скоро 100 повторувања од тогаш, ама ми е криво што реално требаше 1000 да се направат. Не иде вака. Не можам тука да влезам. Чекай, знам кај го е. Баш, сега кога зборам на оваа тема, баш ме занима и мене, пошто не ми текна точната бројка, дека стајан и тамбнейлот го направив така. Уморен ли си? Тука е, ова е кризата. Чекај да видим ова. Еа сликата. 972 сум направил. Тука и тамнелот вака го направив, има тачно сликава секоја серија колку сум направил. Значи се 60 серии, бидејќи на секоја минута 60 минути, колку повторувања тачно сум правил. И на крај излага 972 и многу ми е криво што не е 1000 до ден денес. Али тоаш мислам дека за 100 повторувања, ако не се лажам, го бутнав Гинисовиот рекорд, што уопште не е малце. Пишете ми баш у коментари дали да пробам 1000 да направам сега. Не знам дали би се нафатил, искрено многу е тешко, остај вака муавети. Ова е чиста психологија. Да, еве го, 972. И тоа ми е криво, што задњата серија, што неспремни бевме, мислам, не беше ни уопште идејата да се бута тоа, ни јас, ни он така го начна некако тоа со телефон, со тефтерот, со запишување и тргнав да го бутам. Ја бар да ми беа и рацете, да имав некој колку толку бандажери стајано или нешто, за да не ми испукаа толку многу, пошто партали рацете, не можев после тоа 2 недели да се бањам како што треба, од што ми беа испукани. Немав кожа. И тоа и многу менја, плюс дополнително. Да, тука више имам таква бариера и криза.
Ме стига заморот? Не. Уште... Не, добро, тука после више ми се дешава тој свич. Не, да, многу кузно е, немав ни мерено тоаш ни пулс, ни ништо, ама... Сакаш, да имаш само 8 набрајани по 20. Саш уште Е, по 20 една прилога или вака ќе те Вие задните може да изапну. Лупаме цела тие 20. да, сега ми текно е, баш сега го викам. Дам овако, пошто Че да попуш. деца, огромна разлика за 30% кој се нацелува. Не сум го гледал видео, не ја прв пат го гледам. Како денес ми текнува колку имаше разлика дали правиш 15, 16 или 20. Вака ќе кажеш 3-4 повторувања, али многу менјаат. Многу. И многу е битно тука нова стратегијата и дозирањето. Мислам, покрај све друго. Ова е покрај сила и издржливост, 90% психологија. И затоа ми се свиѓа и тоаш, ова не дека сакав да се докажам на некого, него ова ми беше докажување на сам себе дека колку лесно можеш да ги поместиш границите. Дека границите се само во твојата глава. И со вежбање, и со све во животот. И тоа не дека се може од нагло да направиш драстична промена, ама постепено, со излагање од комфорт зона и држање, можеш многу лесно да ги поместуваш границите и уопште реалноста што претходно си ја замислил да нема врска со тоа, него да има сосема друга реалност за било што во животот. Абе, тука више ме фаќа свежината назад полека. Знам дека после таа пример маратони никад немам трчано јас, ни сум сакал таков стил ендуранс тренинзи, меѓутоа знам дека и што имам гледано и доста луѓе викаат, особено и за маратон и оние ултра рейс, како се викаат, што... Абе сега 18 да правиш. Чеј се... Сега 19 сет ми е овој. Дека телото доаѓа до еден прак, кај што мора да го надмина, што е многу тешко и тука го достигна претходно тој прак. И знам дека исто еден кросфит надпревар ми се деси кога победив, тој беше првиот тука кај нас, кај што доаѓаш до еден прак. И тука се гледа таа психологија, колку си ти спремен да идеш во длабокото што се вика, односно да преминаш тој прак. И кога ќе преминаш тој прак, ти се дешава како просветлување, како ништо да не било, како скроз друг човек да си свеж наеднаш стануваш. Многу чудна работа. И уствари, чудна работа телото колку се адаптира на све. Ама све е до мозокот. Сега 20 сет ќе опочне. Почиња крв да ми тече. 20 сет, уше 40. Да, убаво си кажам. Знам дека тоаш ми дадоа у Фитнес револуција измеѓу сетов некои као бандажери ги ставав, или ги ставив на почеток, не ми текнуе, ама проблемот е што тука ти е ко подебела кожата, нели нормално кога ќе ставиш бандажери, и поише несвесно стискам и подлактицата се пуни со крв. А многу е битно поентата на сите движења со кетелбел, пошто се балистички движења, да знаеш кога телото експлозивно ги стигаш мускулите, правиш контракции и го испукуваш од колкови, а кога ги опушташ мускулите. Има многу битно тоа, таа динамика да имаш. Бидејќи су можел и шедоу бокс измеѓу одмородуваc. Која будала. И ден денес сум исти да душ. Се врати нормално, прескаля
Беше кило. На 8 ми беше. Но 7-8 е бил. Тие 200 да се... Сега сум, уште гомна можам да јадам. Тука ми доаѓа свежината, од овде буквално ги кинам, не ги осеќам. Тоа е тој прак што ми дошол на 7-8 повторување. Аби исто ми се деси сега, има видео, 1000 чушеви, сет која правам. Не знам што ми текна, така се разбудив без план. Знам дека ти доаѓа, таму мислам дека јас си викав на 300 или 400, пошто немав правено поише од серија Никад у живот, поише од 200-300 немав неправено. И ти доаѓа таа прва бариера, втора бариера, ги поминуваш бариерите и после гајле немаш, си цепаш. Иначе ова е снимано у Фитнес револуција на Водњанска која беше. Фитнес револуција, by the way, ми е првиот бизнис што почнав заедно со Огнан, уште во 2013 година, и направивме сала за функционален фитнес. Не можам да кажам дека било кросфит, пошто не било кросфит, поише ние бевме фокусирани на кетелбел во тоа време. Знам дека и заедно имавме еден куп семинари и во Србија, и кај све не идавме, и многу вежбавме со кетелбел. Ја и до ден денес вежбам, па се и програмава што ја правам, тоа што ми е пуштана више. Една програма е само со кетелбел и со ластици направена, бидејќи нема болje нешто, бидејќи кетелбел едно ѓуле, ти треба простор само кај да застанеш и страшни тренинзи правиш, и за спортисти, и за некој никоја што не вежбал, и плюс тоа најбитното е што не можеш да се повредиш. Мислам, не можеш. Ако сакаш, можеш, него е многу мали повреди, има скоро и да нема. Да, кај ми беше 2013 година, мислам дека отварање беше од 2014, почнавме да оправиме, ова беше сала на Водњанска на крај Фитнес револуција и ние воедно првиот бизнис мој што го направив и на Огнан тоа заедно. Тогаш колку сум имал, значи сум имал 22-3 години. Знам дека уште бев на постдипломски и го почнавме Фитнес револуција и многу сум среќен што јас после 3 години искочив од Фитнес револуција, односно му го продавав него мојот дел, бидејќи тоаш го отвори Фитнес хаус и бев фокусиран на тоа повеќе. Он секако си беше и персонален тренер и си го работеше тоа. После 3 или 4 години, можда 2018, не, па ова е од која сум го продал пред една година, тука го имам продано 2017 мислам. До ден денес, 2026 Фитнес револуција се уште функционира и на тоа сум особено горд, бидејќи сме создале нешто кое трае више 13 години. И нема ништо поубаво тоа кога ќе создадеш бизнис и после 13 години ти више си го продал уште одамна и он мислам дека има искочено или некој ситен дел има, се има едни нови дечки го работат, е многу поапдейтирано, ова е онакво буквално како, мислам и точно беше на супер, меѓутоа се гледа поише како подрум стил некој, иако е добар локалов на Водњанска, али у тоа време немаше сали, немаше простори, немаше ништо. Тука експериментирам со овакви грипс демек, ама не може ништо, ова ќе сватам одма после прво повторување дека не иде работа. Ден денес е Карши Сити Мол, таму е многу добар простор, мислам дека околу 300 квадрати, висок, топ, бомба направен и после 13 години се уште успешно функционира. Ништо, свати дека со грипс не може. Проблемот е со овие и да правиш бандажери, еве го, 25 сега 26 сет ќе почине. Што и да
ставиш и бандажери и што и да направиш, се зголемува, се задебелува грипот. А се задебелува грипот, поише стискаш со подлактица, што е нормално. И многу полесно се пуни подлактицата со крв и ќе ти се згручат траците порано и нема да може да ги правиш. Многу е битно тука да знаеш цело тело, кога да остегнеш, кога да го опуштиш, како да дишаш, за да може да тераш у тој исти континуитет и да го струшиш рекордот. Идам само до WC една секунда и се враќам одма да ви дораскажам други работи. Уморен си? Уморен си? Не, само раце има тума. Ај скоро до пола се. Уште една серија по 30 минути дома. Видео сме скоро до пола. Иначе тогаш па си вежбав. Стално го имам тој континуитет со вежбање, сум имал периоди кога сум запињал поише безпотребно и периоди кога сум се одржал. Ова е некој период кога се одржав, меѓутоа никад немам прекинато со вежбање, бидејќи тоа е дел од мојот живот. И ми се свиѓа дека тој некој систем и тогаш што го вежбам, ја тек сега после толку години го преточувам у мобилна апликација со програми што сега ги пуштам, пошто сум сватил колку е успешен тој систем. Пази, со вежбање јас само сум се одржавал, можам да направам подвиг и да бутнам Гинисов рекорд и при тоа стално сум изгледал добро и сум бил во форма, што ми било најбитно. Никогаш не сум сакал да изгледам неколку месеци добро, а другите месеци како превртена саксија да видам. Бидејќи вежбањето е многу и тесно поврзано со психологијата и со мозокот. Тука кој се дојави шо? Чекај да имаш. Да направиш нека 20. Ако може, Нема шанс. Многу ќе прегори. Крајните 5. Да, ми вика не е лошо 20 како можеш да направиш, ама ја шанса нема. Не, ова ми е тука више после тој пат и ја најдов некоја комфортна зона од измеѓу 15 и 16 повторувања и си го цепам континуирано истиот ритам. Само да израчунам се. Ова ми е, глед. До 15. Ова цело ми е отворено, ми излизга како го правам, кожа. Намерно само тука ќе појачувам, ќе намалам кога нешто зборам, за да не го пуштам видеото што е да пуштам звук, пошто ќе има фонија. Тука се жалам дека рачињата ми се отворени. Иначе тоа знам година дена од кога го продавав. Чекај. Ако ги направиш последните 7 по 20, имаш 675. Ова е 975. Да. Пошто имаш 8 20. 8. Треба да
последните 10 по 20. А? Еве ти. Па за 1000? А, да. Еј, тоа ж викам за 1000. Така ќе му да. И тоа, више кога ми се свична мајнцата после Добро иде као град. кога ми се свична мајнцата од после првиот прак, гледаш више и тука ја викам 1000 идам да правам. Пошто го надминав, ми е комфортна зона ова и само шибам. Але знаеш како? Можеш да лупаш по 16. Не, оспес имам тактика. Не, готово. Ништо После не. 30, Што? тоест до 50 да ги правам ваки, задните 10 да ги запнам. Тактиката ми е до 50 да ги правам по 15 и задните 10 по 20. Ја треба да имам 3 дарка равно. Кој математичар сум бил и тогаш, маме моја. Многу јако дека го имам цело видео uncut. А видео толку ми е интересно што прв пат и јас си го гледам. Сега. Чекај, што вика? Така. Ако направиш Весела математика. Да чуниме последните 10 по 20 ако има. Што искрено не знам дали ќе можам да видам. Последните 10 по 20. До сега ми текнува 20 кога ќе направив у минута колку ме цеда. Ненормална разлика имаш. Ама добро, нема ти, тоа ти у една минута по 20 повторување имаш буквално што се вика 10 до 13-15 секунди максимум одмор и толку и цело време, фактички кој без одмор да ги правиш. Тука више имам сериозен проблем со рацете. Пробувам да го замаскирам со магнезиум. Ако ги направиш 990 ќе имаш. Последните 10 ќе победиш. Да, го ева. Ми мајнка 10 зилјада. Ти него мораш ти да ги Ама направиш. математиката, Не можам се да ризикувам, може да ме пресесат многу од контакт за Не прај. да, сега тука, пошто ми вика да накачам на 20, ама мене ми е страв, пошто знам дека на 20 кога правев, сериозен плафон достигнував и многу малце треба да се прегориш и наеднаш не можеш ништо. А вака сум у некоја комфортна зона, ако може да се каже комфортна зона. Да, више тука, од која поминав бариерата, уопште не е ни тема на муабет за све, него ја не идам да го ручам рекордот, ја идам 1000 да направам. Која будала. А и до ден денес ми е криво зашто не сум направил 1000. А чекај баш да идам по колку треба за 1000, ако фатиш континуитет од старт, како ќе му да? Чекај калкулатор кај ми е тука. Али 24 кила не е за јабанција, стварно. 16,6, значи тоа фактички ти 17 треба да правиш. Не знам дали може 1000, искрено. Да фатиш и да не застанеш.
убаво страна да се збориш, да ја фатиш и да не застанеш. Марио, тоа е мушки. Слушај, последната можеш да правиш колку може. Цела минута. Последната минута? 6, да. Што ќе направам 5 поише? Илјада доаѓа просек да правиш околу 17, некој ете да паднеш и до 16, значи 1000 делено на 60 е 16,6. Треба да фатиш 17. 17 не е за ебанција. Уопшто не е за ебанција. Не бе како, на 20 секунди 15 правиш. Тебе ти треба за следните 30 секунди ше 10 да направиш 1000 рака. На задната? На самата треба за една минута да направиш 25. Но многу ми се свиѓа дека што тоа не е Уствари ти излажа. грешна математика ми кажуваа тука. 35 треба да направиш. А тоа е неизгледно. Следните 2-3 да. Слушай, ќе си менам. Иначе со Огнен, Фитнес револуција го отворивме и таа беше идејата, бидејќи претходно вежбавме заедно со овој стил на тренинзи ја они Даниел. И знам дека Што сам да ти кажам, Фичо? не чекај да видам што сака да каже. Ти треба да правиш задните по 20, а таму имаш само 20 секунди одмор. Матија. По 45 да фатам по 20, а? Не можеш ке умреш. Не умирам. Не умирање. Кој умирање? Крв до лакт ми тече од ова под мајцава. Ајде. Уште третина ти остава скоро. Уште 20 минути имам тук. Ајде, стигај. Кажеме гимисови рекорди, ајде. 16. Добро. Ќе го прегреете детето. Уморен сум, ама се терам тука, немам гајле виш. Иначе тоа тргам фрезка да кажувам. Со Огнен и Даниел, пред тоа време, не знам која година, ова више 2010-2008, мислам дека имам и некој видео, тоаш не снимаше, вежбавме она кај Карскону парк, па после на Гоцева чешма, у кисела вода, она Теферич, како му дојде Даниел кај што живе. И знам дека кој како си вежбаше, ние имавме договорено и секој петок од 8 са бајледаме заеднички тренинг, еднаш неделно обавезно, а можда и уште некој ден у неделата. Али правевме све идиотски тренинзи, многу бевме и многу со кетелбел, уште од тогаш вежбавме. Не кросфит, колку кетелбел. Кросфит не сме ни вежбали она баш кросфит, нас не било кетелбел лифтинг фазон. Знам, после многу семинари имавме и на оној Иван Денисов бев со Даниел. Иван Денисов е ку знае колку кратен светски шампион у кетелбел лифтинг, русин. Машинерија. После тоа бевме и семинар Димитри Клоков, олимписко дигање, исто русин. Тука му покажувам колку сум отворен.
А која среќа што го снима све ова, пошто немаше да го имаме документирано, а не е мала работа. Нема подлакица ми 3 пати поуморно од деца. Па, уствари тоа викам дека со едната рака кај што сум поотворен или кај што не сум поотворен, поише стискам и поише со крв ми се пуни под лактицата. Да, овде мускулите ако ти се напунат многу со крв, толку шанса нема да можеш да преш. Многу ми е јако дека некој систем си имам направено навежано што дава такви резултати и тестиран на мене. Не сега 20 ќе накачам на 45. Ќе фатам тоа 159 имаш до сега. Покажи одека. Покажи. Ај фокусирај се. Нема овај мачки фирма, неа. Ај. Сам на 40 дека лично тука пред законовски викаш кога да Уште гомна си јадам, немам гајле тука. Иначе, базирање на моето искуство од преку 20 години со све можно, али у глобала функционален фитнес, сега ми е преточено во апликацијата и достапно за сите. И уствари, колку малце треба да се вежба за добро атлетско и спремно тело да си има. И е убавината што може да го правите дома или било каде и сум се потрудил, колку сум отворен. 16. Која будала, тоа дека отворено вака и да ме контрасмер сум го мачкал вака да не ми влагало од оздола. Машина. Тоа што сам ве кажа. Апликацијата, тоест мобилно, тоа е Futuriva Premium Membership. Првата програма е снимана и е премногу добра. Она што се фокусирам е дека не треба реквизити, буквално може многу сериозен, добар тренинг да се направи од дома да имате простор кај да застанете, или хотел, или патување, или небитно. Првата програма е само со резистент бенд со ластици. Вторава сега ја снимам, тоест сакам да ја снимам деноиве. И тоа сум барал медицинска сестра некоја. Втора е исто со ластици, меѓутоа е за качување на мускулна маса. И секоја програма што ќе биде намената дали е за секого или ако не е за секого, за кој е одреден. Бидејќи сакам да имам многу програми и после тоа таму да ги закачувам дел од моите лайф тренинзи, за некој да почне и така да го билдам тоа комјунити, да влезе таму и да може да си има буквално секој ден тренинг, ама не тренинг пишан од ChatGPT, него тренинг сниман со секој објаснување и јас паралелно како го вежбам со вас. Тоа е главната поента. И мислам дека ќе многу верувам во тоа, пошто и цел живот го правам. Знам колку голема вредност се добива. И тоа прво го починjam у Македонија и после ќе го свичнам на англиски, пошто таргет ми е цел свет нормално, кој што све. Али прво сакам да го изградам тука комјунитито, пошто ќе можам многу да допринесам за луѓето кои што немаат време да идат у теретана или небитно ќе имам програми и може да изову теретана, али начин на кој ќе направат убав и функционален тренинг и за изградба на мускули како што треба, атлетски, да бидат спремни, добро да изгледат и да се спремни цела година. А не да идат, пример, у теретана за муаве да прати или да се сликаат само. А е премногу едноставно, све што треба е 3 пати неделно, поише не има потреба. Зборам, ако збориме тука за изглед и за некоја спремност и за здравје, не зборам за професионални спортисти. Да, тука сум почнал малце пониско да дигам, пошто треба
до некоја висина над глава, тука над очи. Види како се осеќаш. Види шо можеш. Не знам, 16 ти понатаму до 50 па ќе видиш. ова е 40 и некој сет виш. Пошто гледам видео имаше 15 минути. Тука си ги цепам по 755. 755 повтори. 700. Тука почна пријателот да ми шмелца со математиката малце. Сега ќе израшувам. Скоро по 21 у просек. Ту шанса нема. Тука шанса нема по 21 да правам ако му е точна математика. Мислам, не ни правам. 974 или беше бе, колку напред? Чекај да видам, па заборев. Да. 972. Што се за 28 не сум направил? Тере го вака, бе. Да пробам ли 1000 да ги правам? Да види 1000 кетълбел свинг за 1 сат. Ја бука направено нека. Па и помаце 17-18. Тука више не знам, он ги за... Проблемот е што Јон е неспремен и не може точно да ги израчуна, пошто сетот запишува сет 1, 20, сет 2, 20, сет 3 до таму кој сум тука, скоро 50. И за да ги израчуна сите треба многу време. Колку? Чека маце. Ова е како компјутерско рачунање да те чека. Ама го праша. 787. 787. 213. По 19 треба преш. По 19. По 19, ама тешко по 19, шанса нема. Тука ги пукам по 16 или 17. Како ми се тоа? Да, некој 16, некој 17. 58 сум го спукал 20, ама 59-та 16 и 60-та па 20. Колку не бри? А? Не можам да ја поминам, пошто долго време правам 16, да ја поминам бариерата поише од 16, ама добро.
Која минута е? Околу 50 минута негде више. Ајде сега. Како враќа видео, ако таму да сум се осеќам се. Каква среќа што го снимал, на реално. Пошто џабе му обетите без доказ. Уште 9 минути има видео, значи вајде треба да сум 51 сет негде. Да бе, ова само 52 сет ми е 17, другите сите по 16, 58 20, 59 16, 60 20. Вкупно 972. Ово тамбнел ќе го ставам. Со повторување. Број по 17 апреше. Ме форсира по 17 да правам. 16, 17. Ова е таа 17-та. Значи, Ајде, запни. ова е 52, сега 53 сет. Сваќам дека не може по 17. Многу јако и тоа сум тек сега станувам свесен после толку години дека уствари целиот свој живот на тоа што сум го посветил, односно на мојот лајфстайл, преку тоа и на некој начин заработам и тоа го создавам. Пошто све е поврзано со фитнес и со хелти лајфстайл уште од тоа време. Ајде, запни. Тука знам дека и Марко Филипов време го имавме. 2018-та, тогаш ни е почнато, да, не е тогаш, него више го имаме. Ова бевме често Србија, бев фокусиран тоаш фитнес хаус и Марко Филипов што оцепавме, плюс онлайн што работевме со тој партнерот што ми беше Маци во Марко Филип. 16, не можам 17. Нема, многу е тешко некоја бариера да поминеш таква, ова. Рацете партали. Последната нема застанување. Ме фаќи умор више. Да, проблемот е со рацете толку. Крв по шорце. Да, ај испотен, него што си отворен и ти лизгаат рацете, не можеш да стискаш многу и само на прсти го држиш. Нема појако дека си вежбам избора.
Интересантно. Да го бутам ли илјадарка да правам? Да си го бутнам неофицијалниот Гинисов рекорд. Не знам дали би можел па на ваков подвиг да се става. Готово, виш, ова 55-та минута. Уште колку е, може се задни сетови. Немам појма, има. Па не знам. Треба да рачунам. Не знае ни он више. Никој не знае колку имам тука. А реално, тука да знаевме точна бројка, ја мислам дека може да и ќе направи 1000. Можда. Да, тука и често и патував многу. Белград бев тој период, поише секој викенд ради Марко Филип. Битно ми е било колку ја. Па битно ми е задни да знам што да правам. Кој сет? Од 57-ми, 56-ти ваѓи. 899, чекај плюс. Додека израчунуват и до одморот. $916. 939. А поминуваш, здрав ли си? 916. Повисока мацерацата сам. 916. А, да, не сум го бутнал за толку. Гинесовиот рекорд официјално бил 939, И нагоре, колку можеш? Бројките го. а јас сум направил 972, значи сум го бутнал за Запиње. колку тачно му доаѓа. Не сум го бутнал за 100, какви 100 повторувања што лупетам. Битно сум го бутнал. 939. Одличен. 939 ли му бил? Ајде, тепа и овие 320. За 33 повторувања сум го бутнал. Ако е така. Треба да се провери, не знам кај се проверува тоа. Може некој помеѓу време го бутнал. Ова е 2018. Да го бутам ли? Ајде. Будка. Колку направи? 16. Ова ми се задните неколку више. Ова запнија максимум без застанување. Да, бе, ова е заден сет више. Ова е 19 ако не се лажи. Се човека математиката. А, тука 20 правам, па 16. Без застане. Ајде. А, заден, последен. 20 на толку е, 6 минути. Чекај. На рацете. Ќе ги ле пепел. Е, 1 сат, 60 од 67. Па тоа е.
Пишете баш дали да пробам да направам милијадарка.